снимиш. Добра премиера беше синочешната премиера Како да не снимиш мрсен филм. Да не беше тајфата на Диме Коцевски, ќе заборававме што е тоа, театар или комедија. Ова флоскула ми се мота во главата, иако не може така во апсолутна смисла да се каже. Премиерата на Како да не снимиш мрсен филм, кој ја гледавме синоќа, е продолжение на една успешна серија на комедии која актерот и режисерот Диме Коцевски ги подготвува со своите актери, колеги и пријатели од Домот на културата Иван Мазов Климе. Представата беше исполнета 2 часа со запасено дејство, со хумор, кавадарачки говор, смеа, досетки, театарска игра, која пак придонесе за одличната комуникација со публиката, која и овој пат по традиција беше во голем број. Не глумеше целата екипа на Коцев, но тоа не се осети. Затоа ќе зборуваме друг пат. Овој пат сакаме да кажеме дека 30 години не се малку театарско творештво и игра на Диме Коцевски. Тој покажа дека знае театар и добро ни го предава тоа нам на консументите. Тој знае дека ја сакаме неговата игра и говор на сцената и ни го дава она што всушност и посакуваме да го видиме. И приказната е завршена. Така беше и овој пат. Дејството на неговата представа, која Коцев ја адаптира, режира и ја глуми, е типичен доказ дека комедијата му оди од рака и има публика за неја кај нас во Кавадарци. Но без Видан Станоев приказната нема да биде таква. Видан дава една свежина, шлак на тортата, или појасно, тој го зачинува јадењето со состојки кои даваат комплетен вкус на целата храна. Токму зачинот е Видан. Вечерва тој брилираше, според мене, слободно можам да кажем, дека како аматер актер, одамна ги надминал некои професионалци со својата театарска игра. Но мораме да кажеме дека одлични беа и актерските креации на Александар Ведиков, Саша Орешков, Најдеца Ангелова, Кристина Јованова, Дејана Атанасов, Сијче Трајкова и Никола Деков, кои со самата појава во публиката предизвика позитивна енергија и реакција. Суфлери беа Благица Илиева и Мартина Крчева. Костимографијата посебно ми се допадна, а неа ја направи Сара Милевска, која воедно ја има и шминката за оваа представа. Музиката и светлото на Пепи Ангелов, а сценографијата на Диме Темков. А Коцевски, кој годинава прославува 30 години работа и театарска игра, верувам дека дава придонес за вкупната театарска култура кај нас и ќе продолжи понатаму. Треба само да го поддржиме. Да напоменеме дека премиерата беше синоќа, а првите репризи се на 1 јуни и 3 јуни во петок. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.